Прво, најнапред, Иван, оно што е суштинско за странските директни инвестиции, тие во известна смисла го сменија моноцентричниот карактер на националната економија. Со странските директни инвестиции ние отворивме нови центри во Република Македонија кои што директно имаа импакт на градовите и општините. Ние знаеме, во глобалната економија, најголем дел од економиите се одвиваат во градовите и во општините. А тоа само по себе детерминира развој на другите сегменти во градовите и во општините. Тука е терцијалното образование, кој што има директен импакт на поврзувањето со странските директни инвестиции, а преку тоа и поврзување со една интермедија кон домашните компании. На искуството на општина Газибаба. Сите овие странски директни инвестиции кои што минатата влада ги донесе во изминатите 11 години на ниеден начин не влијаја ниту на конкурентноста, ниту на нарушување на работењето на домашните компании. Туку директно влијаеше на зголемување на перформансите на домашните компании, бидејќи перформансот кој што го донесоа странските компании овозможи директен пристап на странските инвестиции. Со самото тоа се смени имиджот на националната економија, а индиректно и влијание врз домашните компании полесно да склучуваат договори со странските партнери, а истовремено и полесно да се поврзуваат со странските компании кои што се во Република Македонија. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект, странските компании влијаја и на културата на управување со компаниите, на пристапот на управување со компаниите, на вештините кои што ги стекнаа вработените кои што влегоа во тие компании, имајќи во предвид стандардите за квалитет, технолошките стандарди кои што функционираат во тие компании и роковите за испорака. Едно од круцијалните праша кои што господин Мицковски го спомна, а се однесува на задоволување на тие стандарди, бидејќи во глобалната економија вие не можете да доцнете со испораките и со стандардите кои што ги бараат тие високотехнолошки компании.